Како представник на ДУИ, колку е, да кажем, поза овој ваш став, особено во однос на СЈО, бидејќи имате лично засегнати и членови, па дури и вие сте дел од еден случај таму. Дали ви е лесно, како да кажем, реторички ова да го зборувате, а де факто да се радувате на тоа што нема успех во преговорите меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН? Очигледно, ДУИ што и да прави, ќе се најде начин да се најде мана во тоа. Значи, ДУИ бара да се донесе законот за јавно обвинителство, вака како што е предложен од владата. Вака како што е предложен и нека се извади денеска во собрание, ДУИ до 1 ќе го изгласа тој закон. Затоа што е во наш интерес, институционално, да се објаснат и да се разобличат сите шпекулации и напади кои што во една специјална војна ни беше наметната во изминатиот период. Знаете зошто се сомневањата? Нели, например, пленумот не стигна да гласа за притворањето на Трајко Велјановски. Пленумот ја отпочна сесијата, никогаш не ја заврши за притворот на бившиот министер за земјоделство Љупчо Димовски. Пленумот го води Талат Џафери од ДУИ. Не, меѓутоа имаше претходен случај кога пленумот дозволи. Сега не ми текнува за кого беше, меѓутоа дозволи притвор на пратеник. Ова беше повеќе прашање на лошо менаџирање помеѓу пратеничките групи, на техниката на носење на одлука, отколку некаква политичка волја на не договор на ВМРО и ДУИ. Не, начинот на кој што беше организирана седницата со барање на процедурални, барање на говори. Меѓутоа, јасна е волјата на ДУИ. ДУИ е единствената партија која што има јавно побарано истрага за сите нејзини функционери од денот на формирање на партијата. Нека излезе една друга партија и нека го повтори ова што ДУИ го донесе како одлука на седница на претседателството. И јавно упати порака до институциите наши, до и меѓународни институции. Затоа што Али Ахмети и ДУИ нема намера да го носи товарот на било какви индивидуални девијации кои што можеби во овие 20 години, а не исклучувам дека се случиле. Меѓутоа не можеме да дозволиме една организација како ДУИ со целиот габарит што го има да биде не предмет на таква една специјална војна без институционално разоткривање. Што ако не се донесе законот за СЈО? Јас мислам дека ќе се донесе законот за СЈО. Тоа не е закон за СЈО, тоа е закон за јавно обвинителство. Колоквијално го викаме така. Да, и мислам дека ќе се донесе. Добро е што има разговори помеѓу партиите, на сите можни канали, и лидерски средби, и технички. Но ќе потврдите ли дека за меѓународната заедница, особено за Европската унија или за овие најчувствителни земји членки, не е само важно да се донесе законот за јавно обвинителство, туку е важно и што ќе се одржи тој закон, така што не е битно само да се донесе, туку битно и каков закон ќе се донесе. Затоа го реков преска, дека нас ни е важно да имаме институција која ќе испорачува. Не ни е важно дали законот ќе биде добар или не. Дали ќе се создаде институција која што без страв, со сите професионални стандарди, ќе може да испорачува резултати во борбата против корупција и тоа на највисоко ниво.